Домаќинот на возвратниот натпревар со Драгон од Скопје на 2 дена пред одлучувачкиот дуел ги пресема сите мерки и активности за надпреварот на сезоната да протече во најдобар ред и при тоа да се оствари целта. Токму значењето на средбата е причина за денешната пресконференција на ЖФК Кочани, на која новинарите беа информирани за подготовките за дуелот, состојбата со екипата и очекувањата во насока да се надигра и победи противникот со гол разлика поголема од 2 гола. Фудбалот треба да се добие на зелениот терен. Секој пат и на девојчините е укажувано и дека треба да ги одриграат 90 минути онака како што треба, како што е зацрталува стручниот штаб на чело со Оливер Јовановски. За судењето не би сакал да коментирам, ние секој пат без разлика на секоја екипа има право да бара суди да не се од местото на живењето. Лани ни се случуваше кога игравме утакмиците и со Струмица и со Ризари, значи имавме суди кои ни доваѓа надвор од Кочани, значи од Штип, од Струмица, од Велес и од Велес на последната утакмица и се надевам дека ќе од судат онака како што треба. И они се свесни за нивната доверба, доколку се тие суди исполнати и на нив ќе биде еден предизвик за тоа што ќе судат на една дерби утакмица. Ќе имаме доста гости најавено, можда и приметивте во кометот, во изјавите, значи во делот која познават женската игра, женскиот фудбал на Македонија. Сите кола се одложени, место да ги играт во сабота, ќе ги играт во недела, се со единствена цел да дојдат да гледат оваа утакмица која ќе одлучи првак на Македонија. Напорите на раководството за големото дерби да се доведат 2 заселувања од Нигерија поради административни проблеми, барем засега завршија неуспешно. Иако се уште постојат реални шанси за понатамошниот дел од правенството да се доведе една црномуреста репрезентативка на оваа афричка земја. Се подготвуваме полека почна да се комплетира тимот, бидејќи сите со своји обврски, нели, меѓутоа веќе сме пред комплетирање. Добро, не сме прв пат во оваква иста ситуација, значи ако се навратиме наназад и минатата сезона бевме во ако не слична и иста, значи ситуација со изгубени нели 3 бода на гостински терен, меѓутоа сега конкурентот ни доаѓа тука на домашен терен и мислам дека ќе би требало да искористиме таа предност и се надеваме дека значи крајот ќе биде исто како минатата сезона. Знаете, иако е пораз од нели минатогодишниот надпревар таму на гостински терен, сепак мислам дека не е некоја си голема разлика, што не е недостижна, бидејќи 2 гола во гости мислам дека ќе се исплатат. Вообичаено за наши фудбалерски прилики, големо внимание пред надпреварот им се посветува на судиите, кои во вакви ситуации знаат да одиграат важна, а понекогаш и пресудна улога. Меѓутоа, тренерите на Кочанскиот клуб веруваат дека имаат поквалитетна екипа од скопјанки и дека на зелениот терен ќе ги покажат сопствените вредности. Се игра, можем да кажеме, решавачкиот надпревар за титулата за првак на Македонија за надпреварачката 2014-2015 година. Нашиот клуб е подготвен. Се надеваме дека ќе прикажеме игра која што ќе ги задоволи пред се нашите апетити, ќе остане во сеќавање на публиката и ќе извојуваме победа со која што победа женскиот фудбалски клуб Кочани повторно и оваа година ќе биде шампион на Македонија. Сите 18 фудбалерки се спремни, немаме повредени играчи, сите се максимално мотивирани и сме во исчекување на надпреварот во сабота против екипата на Драгон. Пак ќе кажам, значи спремни, подготвени и мотивирани ќе влеземе во овој надпревар, да успееме да го решиме и да го свртиме во наша корист, со што сите заедно ќе се радуваме на нова шампионска титула. Пораката и оваа пресконференција е дека во сабота во 12 часот сите кои го сакаат фудбалот и го посакуваат успехот да бидат на трибините на стадионот Никола Мантов, бидејќи ќе имаат можност да проследат квалитетен, возбудлив и до крај неизвестен надпревар, на кој сигурно ќе падне одлуката за новиот шампион на Македонија.